Раперот Jay-Z во ретко интервју отворено проговори за тужбата за сексуално злоставување од 2024 година, во која беше обвинет за силување, а која подоцна беше отфрлена. Во интервју за JQ по повод 30 години кариера, тој се осврна на тешкиот период и емоционалниот товар што го носел. Според тужбата, жена од Алабама под псевдоним Джейн Ду тврдеше дека тој и Шон Диди Комс ја нападнале во 2000 година, кога имала 13 години. Случајот беше отфрлен во февруари минатата година. Беше тешко, навистина тешко. Срцето ми беше скршено. Драго ми е што веднаш се фативме за работа за да го решиме. Бев навистина скршен поради се што се случи, изјави раперот. Тој призна дека ситуацијата силно влијаела врз него. Бев бесен, долго време не сум бил толку луд, деконтролирано бесен. Не можеш само така да му припишеш нешто некому, мора да бидеш апсолутно сигурен, рече Jay-Z, додавајќи дека од почеток знаел дека обвиненијата ќе паднат. Знаев дека ќе го пребродиме тоа, бидејќи пред се не е вистина, а вистината на крај секогаш победува. По отфрлањето на тужбата, тој изјави дека станува збор за неосновани и измислени обвиненија кои не можеле да опстанат. По завршувањето на случајот, Jay-Z поднесе сопствена тужба против жената и нејзините адвокати, обвинувајќи ги за злонамерно гонење, злоупотреба на правниот процес и клевета. Во тужбата навел дека тие биле водени од алчност со целосно игнорирање на вистината, додека Джейн Ду побарала судот да ја отфрли неговата тужба, тврдејќи дека нејзините изјави се правно заштитени. Покрај правните проблеми, раперот зборуваше и за приватниот живот, нагласувајќи дека најголема смисла му дава улогата на татко. Тој и сопругата Бионсе имаат 3 деца, Блу Ајви и близнаците Руми и Сир. Тоа на се му дава смисла, апсолутно на се. Ке патувам каде било, ке работам што треба, но истата вечер се враќам дома. Сакам да ги носам на училиште, сакам да одам по нив, рече тој. Особено е горд на ќерката Блу Ајви, која настапи со мајки на турнеја. Беше неверојатно. Мислам дека прв пат ја видов како се бори. Ништо не ѝ беше дадено, за се избори сама. На крајот Jay-Z се осврна и на односите со луѓето и значењето на оданоста. Постојат луѓе кои се тука само во одреден период. Некои се пријатели за цел живот, а некои за одредени моменти. Треба да знаеш кога да се повлечеш, рече тој. Идеите за верност понекогаш ве задржуваат на места каде што не припаѓате. Вистинската верност е доживотна, додаде раперот. Кога фотографијата на Джереми Микс заврши на Facebook профилот на полициската станица, никој веројатно не ни помислуваше дека тој наскоро ќе стане вирален и толку популарен што дури ќе биде прогласен за најжешкиот затвореник на светот. Сето ова го промени животот на Джереми, кој од тогаш стана баран модел, но исто така призна дека со години бил во целибат. Појавувајќи се во подкастот на Метју Кокс, Джереми опиша каков бил неговиот живот тогаш. Мислам дека добивав околу 300 писма дневно, навистина беше премногу. Добивам голи слики, но и пари. Луѓето доаѓаат масовно да ме посетуваат додека бев во затвор, а тоа беше проблем за мене, бидејќи имав право на 2 посети неделно, а потоа моето семејство не можеше да дојде да ме види, рече Джереми. Со оглед на тоа што во тоа време имаше 5-годишен син, ги молеше луѓето да престанат да го посетуваат, бидејќи неговото дете не можеше да го види. Ми раскажаа како возеле цел пат од Тенеси, например. Им се заблагодарив и ги замолив да не доаѓа затоа што мојот син има 5 години, не разбира зошто не сум дома и сака да ме види, опиша тој. Джереми Микс во тоа време ослужуваше 13-месечна затворска казна за поседување оружје и отпор при апсење, а пред тоа помина 9 години во затвор за тешка кражба и телесна повреда на 16-годишно дете. Затворот не го спречи да има бурен љубовен живот. Беше во брак со Мелиса Микс, речиси 10 години и доби син, но се разведува на негово барање. Не страдаше долго, по 2 дена беше виден со Клои Грин, наследничката на империјата Топшоп.
Во преполната сала на Македонска филхармонија во средата на 18 март се одржа долго најавуваниот солистички концерт на Јоце Панов. Вечерта беше исполнета со бура од силни емоции, позитивна енергија и многу изненадувања. Концертот се одвиваше во динамичен и разигран ритам, од Ивана преку Ајмо на море па се до најновата необјавена песма Алкатрас. Публиката ги пееше песните во еден глас. Во еден момент Јоце се обрати на публиката и замоли за тишина. На видеобимот започна да се емитува видеоснимка со исечоци од настапи и фотографии од прирано починатите жртви во трагедијата во Кочане, меѓу кои и Сара Пројковска, која беше придружен вокал на минато годинешниот концерт на Панов. Кире Костов, Джаран, Зоки Фаци, Тоше Проевски, Кили, но и родителите на Јоце беа дел од ангелите кои за жал не се повеќе меѓу нас. Во еден миг Јоце ја наведна главата и заплака. Публиката направи звездано небо, а Јоце заедно со оркестарот ја отпеа Го молам ноќва небово да ми те врати од нашиот Тоше. Еден од најомилените македонски музичари, фронтменот на култната група Нокаут, Никола Перевски Пере, наполни 48 години. Музичарот го одбележа својот ден со куса, но искрена порака која ги допре срцата на неговите многубројни фанови. 48 и благодарен. Фала ви на сите за љубовта, пораките и честитките, напиша Пере на социјалните мрежи, споделувајќи фотографија на која зрачи со позитивна енергија и спокој. Пере веќе со децени е синоним за квалитетна македонска поп музика. Неговите безвременски хитови со Нокаут се дел од секое славење, а неговата автентичност и скромност го прават еден од најпочитуваните ликови на нашата естрада.